ВМРО и Граѓанско-демократската унија со исто обвинување и прашање до власта. Зошто Штип по 70 години летовал за прв пат ќе нема базен? Не само што ги нема ветените аквапарк и затворен базен, туку Штип стана град без базен. Очекувањата на граѓаните беа големи, но од година во година спластуваат како издишан балон. Оваа година е неизвестно дали нашите сограѓани ќе се рекреираат во импровизиран базен, во кој демне сериозна опасност од болести или несреќи, или за прв пат после 70 години во Штип ќе нема место за разладување на летните горештини. Штипјани со ништо не заслужија ваква локална самоуправа, која не се погрижи граѓаните да имаат место за релаксација. И после 2 години, градскиот татко не може да најде начин и да им овозможи на нашите сограѓани соодветен базен, па затоа се приморани да патуваат во соседните градови. Аквапаркот и затворениот базен се мета за подсмев, затоа што општината не може да обезбеди обичен базен. Катанецот на вратата од градскиот базен за ГДУ е потврда дека Штип конечно доби затворен базен, но не онаков на каков што граѓаните се надеваа. На вистина зборот е збор. За жал добивме само затворен базен со синџири и катанци, а не и покриен. Би сакале да знаеме дали ова лето ќе се примени иновативната метода за разладување од летните горештини по примерот на претходниот градоначалник на Скопје, па ние овде да направиме песочни плажи покрај реката Брегалница. Само најискрено ве молиме, во никој случај да не се плажите во Ново село, бидејќи цевката од колекторот се уште не е направена, а секако цела Македонија разбра за фекалиите кои излегуваат од таму. Може би подобро е градскиот базен да биде отворен, за да можат граѓаните да уживаат во капацитетите на истиот, или пак ќе треба да одиме до соседните градови, например Пробиштип или Кочани. Само да напоменеме дека тоа што е изградено во едно далечно минато време, ни едните ни другите не успеа да го одржат изграденото, а не пак да изградат нешто слично, бидејќи истите се дел од проблемот, а не од решението. На обвинувањето од ВМРО и ГДУ од општината реагираа со следново образложение. За подсетување и на јавноста и на загрижените членови од ВМРО ДПМН, еден градоначалник од нивните редови во својата програма ветуваше затворени базени, балон сали, спа центри, за да неговиот наследник исто така од редовите на ВМРО ДПМН, кој исто така ветуваше, но единствено што реализира е тоа што го продаде единствениот градски базен во Штип под услови познати само нему. За разлика од нив, кои сееја само ветар и празни ветувања, ние како локална власт сме на старт на изградба со целосна документација на затворен базен во склоп на училиштето Димитар Влахов во населбата Сењак. Исто така, преку јавно-приватно партнерство, ќе градиме спортско-рекреативен центар Суитлак со богати содржини кои ќе одговараат на потребите на граѓаните, како што се фудбалски игралишта, помошни простории на игралиштата, спа центар, теретана, собликувални за посетители, ресторан и многу други содржини.